Милиха, Албена, Алден, Евзе и Андриана. Јазикот е средство со кое ние дознаваме што мисли, што чувствува и што сака нашиот собеседник. Во јазикот има одделни гласови, знакови или зборови за сите мисли, чувства и желби на еден човек. Затоа јазикот на еден народ е негово духовно богатство и наследство во кое се заклучуваат отпечатени во гласовни, знакови или зборови сите народни мисли, чувства и желби со кои што има живеано и живее еден народ, кои што се предаваат како нешто свето од едно поколение на друго. Да си го зачува некој свој народен јазик и да го брани како светиња. Значи да му остане тој верен на духот на своите прадедовци и да почитува се што имаат тие направено за своето потомство. Да се откаже човек од својот народен јазик значи да се откаже тој и од народниот дух. Со тоа само се објаснуваат и жалбите и усилбите на покорителите, да ги направат покорени, да се откажат од својот јазик и на негово место да го научат нивниот. Исто така се тоа се објаснува упорноста на покорените народи да си го зачуваат своето духовно народно наследство, а особено јазикот. Централното наречие треба да се групираат сите наши научни и литературни сили, за да го очистат и да го обогатат со скровиштата на другите македонски наречија и да се создаде од него еден убав литературен јазик. На него треба да се создаде една богата училишна научна литература, за да може преку нив да се расшири низ цела Македонија во вид на литературен јазик, што ќе ги измести од неа јазиците на пропаганда. Принципот одговара под еден римско-битолското наречие за литературен јазик како еднакво далечно и од српскиот и од бугарскиот јазик и централно во Македонија. По два, фонетски правопис со употребените писмени знаци во оваа книга и со мали отстапки на етимологијата. И по три, речничкиот материјал да е збир од сите македонски наречи. Милоста кон народниот јазик е наш долг и наше право. Ние сме должни да го негуваме нашиот јазик. Првите гласови што ги имаме чуено се гласовите на нашите татковци и мајки, гласовите и зборовите на нивниот народен јазик. Преку нив ние ја добиваме нашата прва духовна храна, зашто со нив се осмислуваше се што гледаме со нашите очи.
Како основа за македонскиот литературен јазик, Мисирков го посочува централното наречие – Велес, Прилеп, Битола и Охрид. За правописот тој предлага да биде фонетски, а тоа значи за секој глас по една буква. Во лексиката, зборовниот состав на литературниот јазик, Мисирков го застапува ставот да бидат вклучени елементи од сите македонски говори. Крсте Петков Мисирков е роден на 18 ноември 1874 година во селото Апостол, Егејска Македонија до Пела. Првото образование го добил на наметнатиот грчки јазик.
Неговото семејство било сиромашно, па затоа морал да прифати стипендијата за школување во Србија. Мисирков ја сватил асимилаторската политика на Србија, па затоа учествувал во немирите предизвикани од македонските стипендисти. Тугите пропаганди се опасни. Во Софија состојбата била иста. За да го продолжи школувањето морал да се изјасни како бугар. Тој не го сакал тоа, па се вратил во Белград. Но таму работите се вложиле. Бунтот на македонските ученици го предизвикало затворањето на училиштето. Македонците биле испратени во внатрешноста. Мисирков завршил 4-ти клас во Шабац, но повторно се вратил во Белград, каде учел во учителската школа. Таму ја формирал ученичката дружина Вардар во 1895 која представува еден вид продолжување на дејноста на лозарите. Образование. По завршувањето на учителската школа наместо на работно место во Приштина, тој отишол во Одеса со намера да студира во Русија. Бидејќи не му го признавале средното образование, тој уште 2 години учел духовна семинарија, па потоа се запишал на медицинскиот факултет, а во 1897 година на историско-филолошкиот факултет. Во Петроград Мисирков станал многу активен. 1900 година го основал тајниот македонско-одрински кружок. 1902 година Сочуповски, Димов, Константиновиќ и други го основаат Македонското студентско друштво, кое 1903 година прераснува во Македонско научно-литературно другарство Свети Климент. Друштвото се бори за македонска самостојност, јазик и идентитет со прогласа до руската влада. 1902 одлично го завршил факултетот. Во Битола работел на отварање на македонски училишта, поддршка од рускиот конзул Росковски, кој бил убиен од турските власти. Мисирков го носи мртвото тело во Петроград. Понатамошни активности. Во Петроград ја подготвил за печатење книгата за македонските работи, а во Софија сакал да ја печати. Тој не учествувал во Линденското востание, а тоа го објаснува во книгата. Мисирков се вратил во Софија да ја подигне печатницата својата нова книга, но книгата му била откупена од тамошните власти и изгорена поради познатите причини. Од изданието се спасили и зачувале само мал број на примероци. По таквиот настан организиран од испаничената пропагандистичка машинерија, следел организиран напад врз Мисирков и тој бил принуден да ја напушти Бугарија. Се вратил во Русија, го подготвил и објавил списанието Вардар 1905, излегол само еден број. Бил дописник од Јужна Македонија за време на Првата Балканска војна. 1913 во Петроград објавил за македонски глас. Бугарија Карлово следуваат закани по неговиот живот, болест и смрт покрај сопругата и синот на 26 јули 1926 година. Творештво за македонските работи. Најзначајно дело напишано од раката на Крсте Петков Мисирков е книгата за македонските работи, објавена во Софија 1903 година. Во таа книга Мисирков ја обработува положбата на македонскиот народ, актуелна тогашна политичка и етнографска состојба на Македонија и пошироко. Назначен дел е последната глава од книгата, наречена Неколку зборови за македонскиот литературен јазик, во кој јасно Мисирков дава предлог за оформување на литературен стандарден македонски јазик, базиран врз централните говори. Поглавјата на книгата се предговор, што направиме и што треба да правиме за однапред, имат ли се нужда од македонски национални научно-литературни другарства, националниот сепаратизам, земјишчето на кое се имат развиено и ќе се развијат за однапред. Составуваат и можат ли Македонија да составуваат од себе одделна етнографска и политичка единица и неколку зборови за македонскиот литературен јазик. Значењето на книгата за македонските работи. Остварување на идејата за одделен македонски јазик е објавувањето на книгата за македонските работи во Софија 1903 од Крсте Петков Мисирков. Книгата на Мисирков е политичка анализа на положбата на македонскиот народ и предлог програма за македонското народно-ослободително движење. Истовремено таа ја разоткрива асимилаторската политика на соседните земји, насочени против македонскиот народ и против македонскиот јазичен, културен и етнички идентитет. Списание Вардар. Списанието Вардар е првото списание за наука, литература и политички прашања.
Целосно на македонски јазик со редактор Крсте Петков Мисирков, што го печатил 1905 година, во Одеса излегол во еден единствен број. Други позначени пишани творби на Мисирков се неколку статии меѓу кои македонски национализам, самоопределувањето на македонците, македонска култура, Македонија и славјанството и многу други, еве овде се наведени. Ова е братот на Крсте Петков Мисирков, Лазар Мисирков. Ова е синот на Крсте Петков Мисирков, Сергеј Мисирков. Ова е огласот за масовно уништување на книгата за македонските работи.